Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Власта на Ковачевски и Ахмети има само една силна страна. Успешно знае како да влезе од грешка во грешка. Но неуспехот е голем, таа фатална грешка од попуслива надворешна политика која ја водеа, ја чини Македонија ново столче. И повторно, тоа столче не е на масата на Европската Унија, туку во чакалната. Високите европски представници сметаат дека Македонија не е спремна да ги започне преговорите со Европската Унија не поради Бугарија, туку поради високото ниво на криминал и корупција во врвот на власта. Додека ги манипулираа граѓаните и се криеа зад европските вредности, во Македонија проширија епидемија на корупција. Сршта на проблемот за ненапредокот на Македонија и немањето почеток на преговори со Европската Унија е во немањето на правна држава поради владењето на криминалот и несправувањето со корупцијата. За сите овие работи зборуваа сите наши стратешки соработници, дипломати, меѓународни организации. Но Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ мислеа дека ќе успеат да го сокријат тоа зад името кое сами си го дадоа проевропска влада. Иако се од ова беше нотирано и во сите извештаи кои ги добивавме од Европската Унија, власта на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ одлучи тоа да го игнорира и премолчува. Ковачевски, Маричик и Османи, кои деноноќно беседеа дека Македонија има пријатели, не успеаа до денес да ги убедат високите представници да ја убедат Бугарија да го повлече ветото. А најдобар доказ дека тоа е возможно е почетокот на преговори со Украина. Дополнително, Социјалдемократскиот сојуз и германскиот канцелар Олаф Шолц се од исто политичко семејство на социјалдемократите. Па се прашуваме зошто тие не го замолија бугарскиот премиер да ја напушти салата на кратка кафе пауза за да се изгласа одлуката Македонија да ги започне преговорите со Европската Унија и на тој начин да се реши проблемот. Затоа, почитувани, најмалце што можат да направат е да им се извинат на граѓаните за сите лаги, манипулации и ветувања кои им ги даваа додека нивната власт развиваше корупција. Не успеа да излобираат ништо за Македонија, само затоа што никој во Европската Унија не сака криминогено и корумпирано друштво. Последните одлуки покажаа дека секоја пречка ќе беше возможно да се надмине ако во Македонија имаше систем на вистински европски вредности, правна држава, реформирано судство и обвинителство и силна борба против криминалот. Почитувани граѓани, жалиме што владеачкото мнозинство не препозна кои се вистинските позиции за Македонија. Ситуацијата во која се наоѓаме денес е резултат на погрешните политики кои власта на СДС и ДУИ ги имаше сите овие изминати години, каде од една страна зборуваа за Европа, а од друга страна ги развиваа криминалот и корупцијата. Ви благодарам.